Рудникот Тајмиште, кој располага со 100 милиони геолошки резерви на руда и 80 милиони експлоатациони резерви, доби концесионер. Турската компанија Курум Холдинг е избран за најдобар понудувач за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина на локалитетот Тајмиште на јавниот повик на кој се јавиле две турски, по една норвешка и грчка и две домашни компании. На вчерашната владина седница донесена е одлука на оваа компанија да ја биде доделена концесија согласно исполнетиот предуслов за банкарска гаранција за изградба на фабрика за обработка на железо и условот на понудена највисока цена од 123 милиони денари. Рудникот Тајмиште ќе биде меѓу најголемите рудници за експлоатација на рудите на железо во југоисточна Европа. Според првичните разговори кои ги имавме со представници од турската компанија и според тоа што го представија од нивниот план, планираната инвестиција за првите 3 до 4 години е планирана да биде во вредност од 100 милиони евра и отварање на нови 500 работни места. Сарачинин нагласи дека е можно компанијата да почне да гради две фабрики паралелно, бидејќи веќе се присутни во овој бизнис во Турција и во Албанија. Рудникот Тајмиште, додаде министерот, ќе биде меѓу најголемите за експлоатација на руди на железо во југоисточна Европа. Инвестицијата ќе придонесе за развој не само на Кичевскиот регион, туку и пошироко, а значајно е што во иднина во општината секоја година ќе се слеат 78% од парите што ќе се уплаќаат за концесискиот надомест. Сарачини потенцираше дека оваа инвестиција и влезот на турската компанија во Македонија е резултат на владините роуд шоуа и состаноците кои владината делегација ги имаше во Истанбул со Курум Холдинг.